Како што најавив, наш прв гостин во студио 10, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Господин Спасовски, добро дојдовте. Благодарам на поканата. Мислев да почнем од марихуаната, меѓутоа гледам дека некако многу пари се награди фрчат од сите страни, гледам дека и МВР бонус што поделивте. Тоа е редовна постапка за сите вработени во Министерството за внатрешни работи кои што имаат повеќе од 150 часа преку време на работа во текот на годината, според законот и според колективниот договор им следува бонус плата. До сега скоро никогаш да не е исплатена бонус платата. Прв пат исплативме за 2019 година и при тоа се соочуваше Министерството за внатрешни работи со многу тужби, многу трошоци кои што се водат на постапките судски, извршувањето и така натаму. Ние благодарение сега на одговорното на домаќинското работење за штедите за ова година во работењето, овозможивме да исплатиме бонус плата за 2017 година. Да, пролета некаде веста утрово. Да, и таа вчера веќе е исплатена за вработените по 22.000 денари од прилика, некаде за 1.600 вработени во Министерството за внатрешни работи кои што имаат повеќе од 150 часа. Секако дека обезбедивме финансиски средства и до март месец ќе исплатиме бонус плата за 2018 година и целосна бонус плата за 2020 година за сите полициски службеници кои што имаат прековремени часови. Со тоа практично се завршува, се заокружува овој процес, нема можности за тужби спрема Министерството, за процеси водење на судски и така натаму извршители. А имавте бајги? Како? Имавте бајги? Имавме, да, изминатите години, посебно во времето на режимот, милионски суми на евра се одлејани по тој основ на тужби, на камати, на судски трошоци извршители. Добро. Додиме на оно што е тема која што предизвикува интерес во јавноста, ние го велиме марихуана. Што се случува, министре? Што е тоа толкави кражби на марихуана? Јас би рекол дека имам сега е зголемена многу ефикасноста во работењето на полицијата, посебно на одделот во крим полиција, во организиран криминал, кои што работат пред се на детектирање, откривање, истраги во делот на трговијата со дрога и тоа секако дава резултати и тоа големи резултати во овој период. Ние покажавме од септември до денеска една сериозна ефикасност и работење од страна на припадниците на крим полиција, на одделот за организиран криминал, генерално на македонската полиција, затоа што со моето доаѓање во септември повторно во Министерството за внатрешни работи активиравме неколку оперативни акции кои што се однесуваа на недозволената трговија и шверц со дрога, на мигрантите, на лицата кои што се бараат со потерница, одделот на сообраќајот. И тоа е добро што навистина имаме поголема ефикасност во овој дел. Секако дека податокот дека се случуваат, би рекол, трговија со марихуана која што се изнесува и од фабрики за марихуана кои што многу е симптоматично, следуваат најави за легализација, опозицијата обвинува не одиме во собрание, не гласаме онлайн затоа што треба се донесе законот за легализација на марихуаната и одеднаш некако случајно или не. Прво беше во Јосифово, ако не се лажам, огромна кражба, па мислам дека полицијата го најде во Рачиново, ако не се лажам. Да. Па имаше во Крушево. Во Јосифово, сега се случи во Крушево. Меѓутоа тоа е само дел од заплената која што ја правиме. Ние во овој период, во последните, би рекол, 20 на дена, пресековме 2 меѓународни канали на шверц со марихуана. Колку вкупно фативте марихуана? Марихуана сега е повеќе веќе од 550 килограми за овие 4 месеци, односно од септември еве до денеска. Меѓутоа не е само марихуана. Ние интензивно работејќи во овој дел имаме заплене на друга дрога. Имаме преку 100 килограми хашиш кој што е запленет, исто така со пресекување на меѓународен канал на трговија. Последната акција што се случуваше завчера во Синџелик, имаме 4,5 килограми хероин, имаме 1 килограм кокаин и некакви амфетамини и така натаму, други синтетички дроги, оружје и така натаму. Значи тоа се активности кои што секојдневно ги работат колегите во постојан
во постојана активност и комуникација со секторите за внатрешни работи, навистина тоа дава резултати. Ние ќе продолжиме и понатаму со ова сериозна борба, не селективна борба против ваков вид на криминал. Добро, во Јосифово украдена марихуана, па се најде во Рачиново, ако не се лажам, и сега дел од оние шпекуланти велат колку беше украдена сега, не знам дали тон или Да, повеќе од тон украдена и велат прашете колку е најдена. Не, ние ги даваме податоците и за тоа колку е заплената дрога, односно колку е пронајдена. Дали ако станува збор за Јосифово, јас тоа го кажав јавно на пресконференција, на изјава, повеќе од 300 килограми е најдена од таа марихуана, додека се останатите? Остатокот не е најден, истрагата не е во тек се уште, на основа на сите информации кои што ги добиваме, се анализираат, се обезбедуваат докази и тогаш кога ќе биде завршена комплетно ќе биде информирање на јавноста. Јас тоа го кажав и неколку пати пред медиумите, затоа што кога е истрагата во тек ние не можеме да ја водиме преку медиуми. Можно е да е излезена надвор, да е веќе продадена? Да. Пошто невозможно е да се испуши, што би се рекло народски. Сите досега и во затоа што тоа се платформи практично и во Крушево компании кои што практично го работат тој бизнис. Во Крушево е сосема друга ситуацијата заради тоа што таму практично има обид да биде одземена таа марихуана и ние на основа на информации со кои што располагавме, докази кои што ги безбедивме, практично тоа е таа количина на марихуана е најдена во непосредна близина. И сега и тука трае истрагата нели за поврзаноста на луѓето, на институциите и така натаму. Така да тие две истраги се движат во добар правец. Секако дека има и многу други истраги и обработки кои што се однесуваат на ова од Јосифово знам дека не смеете да откривате. Од прилика се знае нешто трак имате, мислам не мора да откривате, да го знаеме трагот, меѓутоа имате некои начелни информации. Секако дека имаме, па ние ако немавме информации, ако не знаевме каде се движи, тогаш не можеше да се пронајде и таа количина која што имавме. Значи имаме сериозни информации, сериозни докази во однос на оваа истрага. Имате и уапсено неколку луѓе? Да, има уапсено лица, има поднесено 6 кривични пријави за тој настан. Што велат тие? При распитите? Не сме да се само од она што смее да се каже. Тоа што го кажувате делот од истрагата и не може да споделуваме. Затоа што велат дека еден од осомничените е роднина на заменик министрот за внатрешни работи на Буши и самиот Буши одговори дека одговорноста е индивидуална, секој сам треба да се одговара за тоа што го сторил. Видете, кој сака нека биде во оваа држава мора да се стави еднаш до знање дека роднинските врски, политичките врски и било какви други врски не може да бидат основа некој да одговара или да не одговара. Мора да ставиме крај на таквото однесување и тоа е стратегијата, тоа е политиката на Министерството за внатрешни работи и така ќе биде додека јас раководам со МВР, така да воопшто не ми е важно дали е некој нечи роднина, пријател, другар и така натаму. Ако направил кривично дело, за тоа ќе мора да одговара и таков став имаме генерално и на раководството на Министерството за внатрешни работи. Ние ќе преземе сите можни активности, секој да излезе пред лицето на правдата, кој сака. Опозицијата жестоко критикува во однос на ова. Сега каква е на пример поврзаноста на кражбите со марихуаната со најавите на пример на премиерот Цаев дека 2021 година ќе биде година во која ќе се дебатира за декриминализација на марихуаната во Македонија, што би можело да води кон нејзина целосна легализација. Видите, криминалот на трговијата на шверцот дрога е нешто што не е од сега. Таа трае и ќе трае и понатаму. Но сега знаете, зад кулисите се прават многу, сега не е уште легализирана, не може да ја легализираат, па видите, украдени е 1 тон, наште само 300 килограми. Неколку работи сакам да ги расчистиме во овој дел. Значи, една работа е борбата против криминалот и таа ќе биде вечна борба. Тоа е транснационален криминал. Таа бара соработка со државите од окружувањето, државите од светот и така натаму, и колку подобро ќе воспоставиме односи на блиска соработка, билатерална, мултилатерална, каква и да е, со државите од светот, толку поефикасна борба ќе имаме против трговијата со дрога. И тоа е едната страна од оваа дебата. Второ, околу легализацијата на марихуаната, тоа е дебата која што треба да се води во рамките на општеството. И таа дебата
вреди да се отвори, да се разговара на основа на мислењата кои што ќе имаме, ставовите и така натаму, да се преземаат следните чекори. Значи тие нема врска една работа со друга. Сега опозицијата да го доведе во корелација. Опозицијата, јас ја разбирам дека треба нели понивно разбирање да опонира секогаш на власт, иако тоа не е работа на една опозиција, туку треба да бидат конструктивни за одредени. Меѓутоа тоа е нивен проблем. Јас само ќе кажам дека законот за легализација на производство на марихуана го донесе владата на ВМРО-ДПМНЕ, односно го предложи, го усвои собранието, и тоа треба да го знае македонската јавност. Дека процесот на издавање лиценци за производство на марихуана не почна од како дојде владата на социјалдемократската. Тоа е туку времето на ВМРО. Второ, првата лиценца која што е издадена за марихуана е издадена токму во нивно време. И сега, знаете, од една страна промовирате такви политики како влада, и во моментот кога ќе изгубите на избори и нема да бидете дел од власта, сега тие не се добри политиките за Они го поврзуваат со фамилијата на Заеви, дека тие се со. Ама тоа нема врска, значи со што можеме да го поврземе носењето на законот за производство на марихуана во претходниот мандат? Да го поврземе со Груевски, со Мијалков, со кого да го поврземе? Јас тоа го гледам како политика на една влада. Ако владата имала политика во која што вика да, ќе правиме производство на марихуана за медицински цели, заради тоа што ќе се подобри економијата, заради X причини, јас тоа го прифаќам, го респектирам, без разлика која влада тоа го направила. Меѓутоа ставовите мора да ги држите до крај, конзистентни да бидете, да имате став и да ги држите тие ставови. Инаку вака, од една страна, сега сум власт, давам одреден предлог, носам одредена политика и така натаму, за некое време не сум дел од власта и сега тие политики кои што јас сум ги предложил, сум ги усвоил, така не ги критикувам. Значи тоа е многу лицемерно пред македонската јавност. Така да јас очекувам дека таа дебата која што се најавува треба да се отвори во македонското општество, сите да разговараме на таа тема, да ги видиме кои се позитивните, кои се негативните страни од воведување на таква една мерка, и на крајот да се носи одлуката. Нема поздрава одлука од она одлука која што ќе се донесе врз основа на дебата. Така, без брзање. Можно, например, сте правили анализи, сега не знам дали е тоа на МВР, од дебати, ако се легализира марихуаната, дали ќе се намалат ова, кражба, дилање и така натаму, бидејќи тоа е, сакале да признаеме или не, поприлично актуелно во Скопје и низ Македонија, особено во Скопје. Видете, сега детални анализи во овој момент ние немаме да кажеме да ако се легализира ќе се намали за толку проценти или нема да се намали. Тоа сепак треба низ таа дебата да се направат сериозни анализи што би довело, што би донесло целата таа како пакет на мерки. Меѓутоа, криминалот на трговијата со дрога ќе остане. Значи секогаш ќе има трговија со дрога, секогаш институциите мора да работат да спречуваат трговија и шверци и така натаму, и тука нема дилема. Тоа е едната состојба, едната страна од медаљата, а втората ќе биде дебатата околу тоа дали ние треба да го. На крајот од криштата, знаеш, секогаш викаат тоа што е забрането, секогаш повеќе луѓето посегнуваат по него. Кога е забрането. Меѓутоа, тоа не мора да биде за се правило. Затоа треба сериозна анализа да видиме што е тоа што добиваме како општество, што е тоа што губиме како општество, дали ние сме подготвени како држава, како средина тоа да го прифатиме или не, и на крајот да донесеме одлуката која што е најпаметна. Има кражби, вие фаќате, велите вкупно околу 550 кг да не ве држам за збор марихуана, сега така каде се чува се дава, например, се враќа онаму што знам во Јосифово на компаниите кои што имаат украдено, или тоа се чуваат во депоа во МВР? Тоа е, значи, сета стока која што се одзема во рамките на кривичните дела се предава на Агенцијата за одземен имот. Таа е надлежна. Например, во Јосифово имаат фирма. Да, без разлика, значи, таму истрагата трае. Сето тоа што е одземено е дел од доказната постапка и додека не се заврши комплетно случајот, таа мора да биде следирана на легалност. Таа борба продолжува, уште додека бевти, ако не се лажам, и технички примери, хероин прилично ги се фати со господинот Тасовски, знам дека излегува неколку акции. Постојана е оваа борба
со дрога. Таа е постојано и ние сме центар транзитна и ние сме како да кажам максимално посветени во овој дел на сузбивањето на овој вид на криминалитет. Зошто е тоа така? Знаете, секој од нас посакува што Македонија се наоѓа на исклучително важна геостратегичка позиција. Тоа ни создава многу поволности за тука поминуваат важните коридори, коридорот 10, коридорот 8 и така натаму. Ја прави државата да биде атрактивна за многу работи. Ама кога станува збор за криминалот и за криминалитетот, тоа носи собствени и своји ризици. Значи, кога се наоѓате на една таква стратешка позиција, тука минуваат сите патишта. Затоа, гледате, ајде да ја земеме миграцијата. Ние бевме држава низ која што поминаа преку 1.100.000 мигранти во тој период. Заради тоа што тука поминуваат патиштата кои што ја поврзуваат Европа со овој дел на регионот и така натаму. Мора да поминуваат низ нашата земја. Генерално каде оди транспортот, на ке западните земји или како оди? На дрога мислам на Да, на ке западните земји, Турција и така натаму. А од каде доаѓа? Па зависно од каде има и од Албанија, имаме и од за овие хероини, кокаини од Латинска Америка и така натаму. Има многу дрога во Македонија? Па, има секако дека има количини на дрога. Тоа не е нешто премногу како што има во другите држави, меѓутоа зависно од нели големината на земјата, населението и така натаму, меѓутоа нашата определба е тоа да го сведеме на минимум и тоа се покажува во една ваква битка. Ако имаме неселективна борба, ако тоа што го правиме транспарентно, го правиме со љубов за државата, тогаш мора да има и резултати. Една друга исто така значајна тема, освен марихуаната, е бројот на сообраќајни несреќи кои што се случуваше во Скопје. Евидентно е, министре, дека имате поприлично голем број на полиција пуштено низ градовите. И тоа е, предпоставам, дел од некоја ваша стратегија. Значи, дури ги најавувавте, денес сме во Команово, утре сме во Тетово, Гостивар. Тоа е заради големиот број на сообраќајни несреќи кои што се случува, особено овде пак во Скопје, на тој потек на Партизанска, таму еден куп млади животи изгина. Видете, сообраќајот е една од темите на кои што ние дадовме сериозен приоритет, заради тоа што сметаме дека е многу важна безбедноста во сообраќајот. Бидејќи секој од нас како граѓанин знае колку не фрустрира неодговорното однесување во сообраќајот. Јас тоа го кажувам, малку сме и како луѓе такви, нели, во моменти кога јас сум зад управувачот во моторното возило, тогаш и не се важни многу правилата како ќе се однесуваме. Ама кога седам од страна и ќе гледам како се однесува некој друг во сообраќајот, тоа ми смета. Затоа ние мораме прво да ги смениме навиките, да ја подигнеме јавната свест во однос на сообраќајот. Затоа реков јас неколку пати, однесувањето во сообраќајот не е однесување кое што може само да го контролира, да го смени работењето на Министерството за внатрешни работи. Тоа е мултидисциплинарен процес. Значи, ние треба да работиме во образовните институции прво, од најмала возраст од децата, како и на кој начин треба да се однесуваме во сообраќајот, за да кога тие би биле возачи, кога ќе ги исполнат условите, тогаш да има една база, една основа на која што ќе го надоградат своето знаење. И морам да признам дека овој процес што го започнавме сега е процес кој што пак заедно го водиме. Го води Министерството за внатрешни работи, го водите вие медиумите. Јас сакам да се заблагодарам на сите медиуми, на медиумски работници, новинари и така натаму, кои што сериозно даваат поддршка, промоција на она што го правиме, ама тоа дава и резултати. Нели, ние работиме сега, би рекол, репресивно, меѓутоа голем дел од активности кои што ги превзема се и превентивни активности кои што се во делот на сообраќајот. И затоа се тие резултати јас ќе споделам, јас ги кажува веќе бројките, меѓутоа ќе споделам и денеска. Ние во ноември месец 2019 година имаме случајно лани 714 сообраќајни незгоди. Во ноември 2020 година имаме 564 или представува намалување за 20%. Сообраќајни незгоди во текот на месец ноември
во 2019 година животот го загубиле 11 лица. Оваа година животот го загубиле 7 лица или намалување за 36%. Во однос на пешаците кои што представуваат една од најранливите категории во сообраќајот, ако споредуваме ќе видиме дека бележиме намалување за 75% на учесници во сообраќајот кои загинале во вакви сообраќајни незгоди. Значи, во ноември минатата година имало 4, ова година има 1. Бележиме намалување и во делот на сообраќајни незгоди со тешки телесни повреди. Во ноември 2019 имало 70 сообраќајни незгоди такви, сега имаме 37 или намалување за 47%. И од започнувањето на овие акцијски контроли, значи од септември месец, некаде средината, па до денеска, изречени се вкупно 43.170 санкции, од кои 7.404 се за пречекорување на ограничување на брзината на движење, 615 за поминување на црвено светло, 7.306 за управување возило без возачка дозвола, 5.829 за нерегистрирани возила и 854 возила за јавен превоз на патници поради техничка неисправност. Ова е многу важен елемент, значи 854 возила за јавен превоз. Сериозна контрола правиме на јавниот превоз, заради тоа што мораме да имаме превозни средства кои што ќе бидат исправни и ќе учествуваат во сообраќајот, заради тоа што превезуваат луѓе, тие се и многу поголем е ризикот од евентуални незгоди кои што ги има. Така да, важно е да имаме континуитет во делот на сообраќајот. Ние веќе за наредната година полиција. Да, видите, полицијата на улиците ја посакуваме сите. През вратницата како да ви беше онаа несреќа кај Ласкарци, ако не се лажам, колку меѓу другото се води и на тоа дали е тоа работа на МВР, исправноста на возилата на автобусите, затоа што ние се уште, извините на израз, мислам дека можеби се заради короната намален бројот на патници, меѓутоа се уште барем кај значителен дел од превозниците можете да видите дртави условно во наводници автомобили. 854 возила од јавен превоз, тоа се тие. Автобуси, минибуси кои што вршат јавен превоз, 854 се контролирани во овој период. Ако видите за колку проценти е зголемен и тој број на контроли, значи го правиме тоа за да дојдеме во една позиција секој да биде свесен и да биде одговорен за тоа што го прави во делот на учествување во сообраќајот. Ласкарци беше една сериозна трагедија која што не треба никогаш да дозволиме да ни се повтори, меѓутоа за тоа треба сите да бидеме одговорни, и оние кои што вршат превоз и оние кои што контролираат и така натаму. Ние од наш аспект ведно и после 2017 година доаѓањето имавме такви зададени цели. Меѓутоа, за да реализирате одредени активности, ви мора да имате прво материјално-технички средства со кои што ќе ги реализирате. Јас кога дојдов во Министерство за внатрешни работи, како податок сакам да ви кажам, имавме само 5 дрегери за алкотестирање во цела држава. 5? Само 5 дрегери за алкотестирање. После 11 години таква власт на режимот на ВМРО-ДПМНЕ. И 8 исправни радари за мерење на брзината. Затоа моравме да спроведеме постапки, да набавиме нови електронски софистицирани, да набавиме нови радари кои што ќе можат да... Значи, тие може погрешно да мереле? Не погрешно да мереле. Ние ги немаме. Не исправен, ние ги немаме. Во тој период сме ги немале тие радари, туку сме набавувале нови, постојат сериозни услови таму што треба да се исполни, годишно баждарење на тие радари се носат во специализирана установа која што тоа го прави. Еве сега најавувам дека во соработка со Евана како една одговорна, општествено одговорна компанија, успеавме, и тоа ќе го промовираме наредните денови, да обезбедиме дополнителни уреди кои што ќе бидат составен дел на радарите и ќе можеме веќе за прв пат во нашата земја, Република Северна Македонија, да имаме радари кои што ќе ги употребуваме и ноќно време. А до сега не се употребуваат? До сега нема можност техничка. До сега нема техничка можност за да тоа го прават. Сега постојат специализирани уреди електронски. Сите радари во Македонија се веќе поврзани преку софтверско решение. Непосредно претпоставениот има можност да ги контролира и така натаму.
и затоа се зголемува и ефикасноста во работење. А камери каде има поставена? Секаде? Тоа ми е да се знае, мислам оно се гледа овде барем во Скопје, гледам дека поприлично испоставивте камери на Не, сите видете, септори. значи овие камери кои што се поставени сега, така наречен проект Safe City, се однесува на безбедност и тоа е во функција на јавната безбедност или на државната безбедност. Значи овие камери не се камери кои што се за контрола на сообраќајот. Наша апропо ова, наша следна цел, наша следна цел е сега во 2021 година да реализираме проект на поставување на целосно поставување на камери за сообраќајни прекршоци. Значи да го интегрираме тој систем кој што го имаме со Safe City, заедно и за сообраќајот, да ја покриеме територијата на целата држава и на тој начин да се исклучи човечкиот фактор од носењето на одлука за тоа кој прави прекршок или не прави прекршок и така натаму. И тоа би било едно софистицирано, модерно решение за планирате и на автопатиштата сега да го симплифицирам, да го поедноставам, например, кога одите Хрвати обично го прават летно време и велат највисоката брзина која што некој возел измерена 250 и не знам колку тама. И сега и кај нас на автопатиштата ќе имате такви камери. Апсолутно, секаде. Ако е дозволено 130, некој вози 210. Секаде. Значи, на сите автопатишта, регионални патишти во државата, во градовите. И како ќе стигнува казната, знаете, директно... многу жртви отидоа, дел од луѓето гледате дека реагираат затоа што некои добиваат и условни казни, а некои и тоа тешко го прифаќа човек. Тоа е веќе работа на други институции. Апсолутно, да, но докаде се оди со парична казна, докаде може да се оди? Во моментот кога ќе се заврши комплетната истрага со поставките, се предава во обвинителството и во судот, тоа е веќе работа на судот, какви одлуки ќе носат. Јас имам сериозни забелешки на работата на судот. Како човек, сериозни забелешки на работата и на обвинителството и затоа таму треба да се прават и одредени реформи, меѓутоа тоа е веќе друга тема. Во која насока, што ви пречи? Ние многу работи ми пречи, за тоа сум разговарал и претходно. Не говорам во овој дел, на пример во МВР оди многу бавно. Јас ќе ви кажам зашто оди многу бавно и постојано велат, знаете, од МВР оди, па ќе стигне до обвинителство и на крајот ударот оди кон вас. Па не, видете, ако имате секогаш состојбата е таква, еве ќе кажам пример пред некое време што се случи сега. Значи, пријава за корупција, сработена целосно, на лице место уапсен сторител, тој кој што го барал подкупот, се работи за полициски службеник и се задржа 24 часа и после 24 часа беше пуштен. Која е мотивацијата веќе да работат полициските службеници за ваков дел? Која е пораката која праќаме во јавност? Ако некого го фатите со пари во джепи, после 24 часа треба да го пуштите дома. И го пушти? Да, го пушти. И тој сега ви е на работа вратен? Утре, не, значи тоа е друга веќе поставка за работа. Тие се суспендираат и така натаму. Јас сум многу строг во однос на овие прашања. Меѓутоа, ова е само како еден од примери кои што го кажувам. Инаку има многу прашања. Да се вратиме на сообраќајот. Во делот на сообраќајот реков дека на таков начин преку поставување на такви софистицирани системи, модерни, ние практично ќе се исклучи човечкиот фактор. Директно камерата го праќа сигналот до софтверот, постои посебна билинг соба во која што се печатат казните и добивате на домашна. А нема веќе да ви се јавам вас па да ми скинете казната, така? Кај мене и сега не може да се јавите. А се јавуваат? Пробале многу на почетокот кога станав министер, пробале. Не, видите, тоа е македонска навика, значи обавезно некој што има и сега некоја последна финта е не можеме затоа што еден полицаец обавезно носи камера. Видете, ви кажам, тоа е така, меѓутоа јас апсолутно сметам дека ако сме одговорни пред се, сите, како граѓани, тоа не смееме да го правиме, нити смееме да го дозволиме. Платија ли Заев, Филипче и Николовски што возеа? И Заев, и Филипче, и Николовски, и мојот татко си платија казни кога направи сообраќајни прекршоци. Овде многу го осудија тоа како популизам, меѓутоа вие видите. А јас не знам зошто би го сметале како популизам, меѓутоа јас не сум ни знаел за таа работа во моменти кога дознале колегите дека тој прекршок се случил, си напишале платни налози и така натаму, и тоа е сосема исправно, јас ги охрабрувам. А постои ли страх кај полицаец, например, го застанав премиерот, како да му пишам казна? Нема потреба таков страв. Нормално е дека можеби размислуваат поинаку, сепак или председател на влада или министер. Меѓутоа, мојата задача е во секој момент да ги охрабруваме да тоа го правам. Значи,
ние сме тука да го штитиме интересот на граѓаните. Интересот на граѓаните е број еден во се. И тука веќе не е важно кој која функција носи, како е позициониран во општеството. Значи, важно е да ги почитуваме законските прописи, затоа ги охрабрувам полициските службеници во секој момент да се постапуваат согласно закон. Ако добро ве сватив, во блиски иднина, сега не знам за колку време, значи камерата слика го детектира автомобилот собственикот и казната му стигнува или му се влечат пари од сметка. Како што функционира во западните земји? Кога може да се очекува? Тоа е нешто, јас значи овој процес очекувам да го покренеме, да го водиме целиот тој процес 2021 година, зависно од имплементацијата, да видиме кога би почнал да функционира. Воедно сакам да истакнам дека со поддршка на нашите партнери од Соединетите Американски држави веќе обезбедивме боди камери за сите сообраќајни полиции, односно за полициски станици за сообраќајни работи во целата држава, со тоа што веќе се имплементирани во Тетово, се имплементирани во автопатската полиција, се имплементирани во Куманово, се имплементирани во Скопје и така натаму, се со цел да и на тој начин се би рекол смалат обидите за било каква злоупотреба. А со чест на исклучоци, веројатно ќе треба да се поработи малку и на полицајците, исто како што ќе треба да се поработи на граѓаните во однос на однесувањето, на пример, кога ќе те собре добро вечер од оној систем како што сме навикнати, затоа што обично постои по некој кој што онака е поприлично дрзок и така натаму, па ви се случи она што ви се случи во Битола со ромите, каде што не знам докаде таа истрага со внатрешна контрола за поголема преголема употреба на сила. Знаат некојаш и полицајците да ја преминат границата. Ние како раководство во нито еден момент не сакаме да заштитиме било кој ако има престап во своите огластувања. Наша цел е да направиме што е можно поголема доверба да има македонските граѓани во македонската полиција. А тоа ќе се гради ако навистина имате полициски службеници со интегритет. И затоа многу работиме преку оддел за внатрешна контрола и професионални стандарди од една страна, меѓутоа да напоменам, ние воспоставивме и нов систем на контрола кој што го немаше до сега. Тоа го направивме во периодот 2017-2020, тоа се реформи кои што ги направивме. А тоа е воведувањето на надворешниот механизам за контрола. Па сега во рамките на Народниот правобранител имате полициски омбудсман, кој што ги надледува работите. Па имате посебно одделение во оддел за организиран криминал и корупција. Така да, во тој дел, апсолутно сметаме дека мора да се работи и на континуирано образование на полициските службеници. Што се случува со исто и на граѓаните? Што се случи со полицајката за која што исто така се крена голема врева во јавноста, па случајно се удри во пајакот, како беше, нели сега па земала одмор, па ја напуштила и така натаму? Таа веројатно ја напуштила државата, да се пресели на друго место. Моментите кога даде изјава во јавност, тогаш и видовме, уствари проверивме дека нема дадено никаков отказ од Министерството за внатрешни работи. Тоа е, ведете, одлука лична е на секој од нас, каде ќе работи и колку ќе работи и зашто тоа го прави, така да никакви посебни причини нема во тој дел дека заради некоја причина во работниот однос го напушта работното место. Така да министре, околу криминалот морам да прашам и оние кражби по домовите, колку имате таму ефект, може да се види дека има позорникари, но лично моје убедување е дека тоа не е доволно. Можам лично искуство да ви кажам, значи ја имав кражба, немам уште никаков епилог, говорам пред скоро година и пол дена. Сакам да во овој дел, значи, имотниот криминал како еден од најзастапените делот на вкупниот криминалитет во општеството. Ние преземаме сериозни активности се со цел да дојдеме до намалување на бројот на тешки кражби, на разбойништва, на моторни возила и така натаму. Затоа правиме неделен пресек на состојбите со криминалитетот. И можам да кажам дека ние, например, 2019 година
на крајот од година да ги сумираме резултатите. Тоа ќе го правиме и ова година. Имате ли добрен проверена полиција, како што беше во некогашна Југославија, да прошетаат, например, по улицата двајца позорникари? Значи, ние 2019 година беше годината со најдобри резултати во последните 10 години по сите линии на работењето на Министерството за внатрешни работи. Јас очекувам дека и оваа година ќе бидат уште подобри резултатите. Значи имаме намалување и во делот на тешките кражби, големо намалување имаме во делот на разбойништвата. Кражбите се движат на прилично исто ниво. Имаме намалување на кражби на моторни возила и така натаму. Значи тие стапки ги намалуваме преку проактивноста која што имаме. Дали имаме доволно полицајци? Немаме. Заради тоа што многу години во МВР практично униформирана полиција, заминувале луѓе се пензионирале, на нивно место немало обуки за униформирани полицајци. Тоа се прават последните години правиме нови обуки. Еве да новиве очекувам да ја добијам согласноста за да распишеме нов оглас за 660 полициски службеници и на тој начин да се зголеми. Посебно беше проблем со сектор за внатрешни работи во Скопје, во кој што многу мал процент на пополнетост на полициски станици со униформирана полиција. Така да, тоа е нашата идеја. Значи, ние практично позорникарите, позорната служба или проектот Маласки полицаец, кој што го започнавме, го реализираме во многу од секторите за внатрешни работи. Тој даваше ефект во едно некогашно време. Со зголемувањето и на бројот на вработувањето на полициски службеници, така гледате дека расте и видливоста на полициски службеници на улици. Евидентно е. И тоа е многу важно, така да ние сега ќе имаме практично во март месец завршување на обука на групата која што сега во моментот е на обука. Ќе имаме нови 500 полициски службеници, а од март месец ќе започне нова група на обука. Така да во тој дел ги зајакнуваме капацитетите и во делот на материјално-техничките средства и во делот на човечките ресурси, затоа што знаете, луѓето ги прават институциите. Видовме сега и во ковид кризата колку е важно безбедноста, колку е важна. Безбедноста е основа, база на се. Развојот на државата, економијата, се друго се базира на безбедноста. Но бевте многу внимателни, бидејќи следна тема ми е COVID-19 апропо безбедноста, бевте многу внимателни во смисла на тоа што предизвикавте реакции и гнев од јавноста заради она што го правеше ИВЗ, заради она што го правеше МПЦ, прво со литијата, потоа со џамиите, каде што имате препораки, вие не можете да делувате, например. Имате полициски час, а полицијата не делува, гледаме софрира на сите страни. Видете, клучната работа што беше? Имавме влада која што работеше во технички мандат на спроведување на избори. Второ, имавме министар кој што беше од делот на опозицијата. И мислам дека премногу се носеа одлуките за делување на основа на некакви политички ставови. И вие се сеќавате сами, ние во март месец прогласиме вонредна состојба, во март месец донесоме низа на одлуки, дел од тие одлуки почнува да се спроведуваат преку контрола и така натаму, дури кон крајот на април. Па имавме, бевме сведоци дека тогашниот министер Чулев изјави дека нема намера да контролира во одреден дел на спроведувањето на одлуките и сето тоа доведуваше до како да речем опуштање малку на граѓаните, а од друга страна и одговорност, односно неодговорност на одредени институции. Кога зборувам дали се тоа верски заедници, дали се било кој од другите, значи тие одлуки мора да бидат почитувани максимално, меѓутоа сепак ако погледнеме во тој период додека бе председател на владата и во овие моменти сега навистина имаме добро справување со состојбата на ковид кризата. Сега пак ако зборуваме за од септември наваму, имаме навистина сериозно зголемување на прекршоци, на санкции за оние кои што не ги почитуваат мерките. Има така, кои што се во сорешение за самоизолација преизлегуваат, кои што се групираат. Морам да ви кажам, мал процент се на луѓе кои што се со решение во самоизолација, а да излегуваат. Како е со младите? Како е со младината, бидејќи не треба да се неодговорноста каде беше најголема? Прво во неносење на заштитна опрема, значи на маски.
групирања кои што ги правеа преку, не знам, разни семени веселби кои што беа одржувани, непочитување од страна на одредени угостители, ресторани и така натаму. Сето тоа предизвикува ризик за ширење на вирусот. Јас ги разбирам граѓаните. Никој не посакува рестриктивни мерки. Не, ама, знаете, нервозата е, јас и вие носиме маска, некој друг не носи маска или сега и излегува дека за еден важи, за друг не важи. Да, така е. И ние имавме, затоа од септември месец многу ги засилиме контролите. Тогаш на дневна основа имавме 1000-1100 прекршоци казни, значи, во делот на наносењето на заштитната опрема. Како поминуваше времето, јагнеше јавната свест преку медиумите, преку појавањето на преку разни кампањи кои што ги водеше Министерството за здравство и така натаму. Денеска имаме сериозно намалување на прекршоци во однос на неносење на заштитна опрема. И ако погледнете низ градовите, ќе видите дека сериозно е зголемен бројот на луѓе кои што носат заштитна опрема. Тоа е меѓу другото што почна и да веруваат дека постои ковид, бидејќи веќе секој има процес. свој близок кој што поминал низ ковид. Да. Или пак ако видите во билтенот на МВР, ќе видите дека скоро секој ден има поднесени кривични пријави за сопственици на одредени локали, ресторани и така натаму, за луѓе кои што организирале некаква просеба. Ковид и Нова година, апелите се останете дома, не се групирајте, меѓутоа се поизвестно е или се почести се најавите, огласите, особено по викендиците низ зимските, летните туристички места, како сакате, Маврово, Шапка, не знам, па надолу Охрид, Дојран. Како сега? Имате план, например? Јас кога реков дека никој не ги сака овие рестриктивни мерки, сакам да потврдам дека навистина сме свесни за тежината на носење на било која рестриктивна мерка. Ама младината тешко ќе ја задржите. Дали има полицијата за Нова година, например, може да влезе во, не знам, затворени места каде што има повеќе од 4 луѓе? Значи, сега ќе ви кажам. Затоа ние носењето на ваквите одлуки кои што ги донесуваме и сега како рестриктивни во делот на работењето на угостителските објекти, негрупирањето на повеќе од 4 лица и така натаму, се мерки пред се да го сочуваме животот и здравјето на граѓаните. Сега, да, ќе има луѓе кои што сакаат да ги поминат новогодишните празници така како што тие замислиле дека треба да ги поминат. Или пак како што сме ги поминувале сите ние во претходните години. Оваа година не е година во која што ние треба да правиме прослави, ако сакаме да си го сочуваме нашето здравје, на нашите семејства и да помогнеме на сите. Ние веќе започнаме, јас дадов и јавна изјава, секторот за превенција во МВР, заедно со оделите за превенција во секој сектор за внатрешни работи во нашата држава, активно работат во изминатите денови во однос на оваа одлука, разговараат, повикуваат одредени собственици на вили кои што ги издаваат за новогодишните празници. Има, затоа што нема забрана вие да изнајмите викендица ако дојдат една фамилија, 4 луѓе. Да, една фамилија, 4 луѓе, 5, не е важно колку што живеат во едно семејство, не е проблем да вие изнајмите. И тоа е проблем да изнајмите викендица и да стои таму во оглас дека изнајмувам викендица за, не знам, 15, за 20, за 40 луѓе. Има такви? Имаше и многу огласи. Морам да признам дека од почетокот на активноста со одделот за превенција, навистина и бројот на огласите веќе се намали драстично. Така да ние подготвуваме посебни планови кои што се несуваат за новогодишната ноќ, за денот после тоа и таму каде што ќе се забележи дека има вакви групирања, има механизми да апсолутно се поднесат кривични пријави за непочитување на оваа одлука. Така да апелирам до собствениците на објектите, собственици на ресторани и така натаму, ако превземат било каква активност која што директно ќе го загрозува животот и здравјето на граѓаните, ќе мора да носи кривична одговорност за тоа и оние кои што ќе учествуваат на таквите настани. Тоа значи, бидејќи до 18 работат кафулињата, рестораните, тоа што ќе биде на 31, јас не знам како ќе се регулира до 18 часот, но после 18 на сила е полицијата. За ресторани, за вили, за викендици и така натаму. После 18 е на сила одлуката на влада, не е полицијата.
А одлуката на влада е ќе се дека спроведува со контрола со полициски службеници, државниот пазарен инспекторат, другите инспекцијски служби кои што работат максимално посветено за да гледате, сега имаме намалување на бројките на заразени со COVID-19. Сега веќе ги растаретуваме полека капацитетите болнички. На тој начин помагаме директно да земат здив, би рекол, лекарите, медицинските сестри, помошниот персонал во клиниките, што е исклучително важно во овој период. Да и на нив им дадеме мала одишка, и затоа треба, ако некогаш треба да бидеме одговорни, тогаш е сега моментот да бидеме одговорни. Веќе кога се наоѓаме тоа е пораката која што ние испраќаме пред крајот на кризата, би рекол, ќе се вакцинира. Во моментот кога почнуваат вакцините и така натаму, мислам дека треба сите да додржиме. Ќе се вакцинирате, Патан? Јас апсолутно да, би се вакцинирал, треба да видиме сега какви ќе бидат протоколите за со антитела. Затоа зборам, какви ќе бидат протоколите за оние кои што го помина COVID-19, тоа ќе го кажат лекарите, меѓутоа апсолутно сметам дека вакцинацијата е решение на овој проблем. А ќе има ли засилено полициско присуство за денот за Нова година во смисла на повеќе полицајци? Полициско присуство вообичаено значи униформирано, може и неуниформирана полиција. Полициско присуство вообичаено за Нова година или за било кој од големите празници има, затоа што пред се на тие празнични денови е многу важно да го одржите јавниот ред и мир и да се спречат било какви евентуални нарушувања на мирот и на безбедноста во државата. Кои се вашите очекувања сега, бидејќи тоа е на специфична... Имаме сериозно изготвени планови. Ако погледнеме ретроспективно наназад, ќе видите дека 2016, 2017, 2018, 2019, секоја година полека опаѓа трендот на било какви нарушувања на јавниот ред и мир. Минатата година имавме една од најмирните години во кои што многу малку инциденти или пријави се случиле за време на новогодишната ноќ. Јас очекувам дека и ова година ќе помине мирно, безбедно, меѓутоа дополнителна обврска ни е да помине мирно, безбедно со сите мерки и протоколи кои што имаме. Затоа моментот е да си празнуваме дома. И имате уште еден специфичен празник, Водици, каде што одат поприлично бајаги луѓе, а практично овој карантин во наводници кажано или тие поригорозни мерки се од 18 од Свети Никола до Водици до 21. Имате и овде сите овие празници и во делот на божитните празници и за Водици се празници во кои што се собираат повеќе луѓе. На основа на таа одлука тука треба да се разговара, да се работи заедно со верските заедници, сите да си допринесеме да... Имате некој состанок предвидено апропо празници кои што така, например со МПЦ за Водици, Божик е овде... Се работи интензивно и преку Комисијата за односи со верските заедници, постојано во комуникација директорот на оваа комисија. Ние, значи, ако има потреба, за се што ќе има потреба, практично нашите тимови Министерство за внатрешни работи правиме комуникација со сите нив и да видиме веројатно ако се почувствува потреба ќе се направи еден поголем состанок во владата за оваа тема, меѓутоа како и да е, мораме заеднички да направиме се и да конечно стивнувањето на пандемијата го следи тој тек на намалување. Министре, владата побара продолжување на кризната состојба. Зошто? Побаравме продолжување на кризната состојба од страна на собранието заради тоа што владата има право 30 дена да прогласи кризна состојба, сега продолживме за уште 6 месеци. Зошто? Заради тоа што треба да ги користиме рационално сите институции, односно сите ресурси кои што ги имаме во институциите, преку кризната состојба тоа многу полесно се овозможува. Имате еден центар на командување, тоа е главниот штаб, имаме група за проценка која што ги следи активноста на дневна основа. Секако дека во овој период на кризна состојба ќе дојде и вакцинацијата. Подготвувањето на плановите од страна на Министерството за здравство, начинот на вакцинацијата, сето тоа како ќе се спроведе, исто така е дел од плановите кои што треба да бидат за кризната состојба, така да
исклучиво прогласувањето на кризната состојба беше да ги ставиме во функција сите ресурси. Знаете, има погрешна перцепција во јавноста, сите очекуваат дека од денеска сме во кризна состојба, ќе видиме многу полиција, армија на улиците и така. Да, не е тоа така целта. Наша цел беше да имаме можност да ги користиме армиските потенцијали. Сега гледате колку медицински лица, персонал медицински, возила на армијата и така натаму се вклучени, односно активно работат во би рекол помош на граѓаните и така натаму. се неприметни. Втора работа, помош во делот на обезбедувањето на ковид центрите заедно со Министерството за внатрешни работи и тоа е целта, значи да имаме институции кои што ќе бидат консолидирани со сите ресурси, сите средства кои што ги имаме, а при тоа тоа има ефект. И јас сум задоволен што навистина мерките кои што ги преземаме како влада еве го даваат ефектот кој што сите го очекуваме. Јас имав напишено 100 дена МВР, меѓутоа ние низ разговорот практично вие одговоривте, еве бонуси за полицајци, колку дрога фатено, колку криминал намалено. Јас имав пресконференција и кажав што е сработено за овие 100 дена. И во делот на дрогата, на сообраќајот, реконструкција на политички објекти и така натаму и што е тоа што ќе го направиме. Бидејќи имате обврски кои што ве чекаат, ја ви земав малку повеќе од терминот. Министер, што поветото со Бугарија, сега малку еден политички дел. Што сега ние? Ние како држава остануваме посветени на европскиот пат, затоа што тој нема алтернатива. Допред до вас како Кумановец и гледам имавте и вие еден став по однос на интервју на премиерот Заев, нели 11 октомври првата пушка во Прилепи во Куманово и сега ако ми речат министер тргнете ги не знам спомениците или плочите каде што пишува бугарски фашистички окупатор и сега затоа прашам што како ќе реагирате? Историските факти се факти кои не може да се побијат на ниту една основа. Тие се историски факти и од историските факти нема бегање. Ние знаеме дека и тоа е историски факт дека оваа македонска држава почива на темелите на Авновска Југославија и почива на одлуките кои што беа донесени на АСНОМ, почива на антифашизмот, на борбата против фашистите и за тоа треба да бидеме заслужни да ги славиме сите борци на наслободителната борба. Куманово е предводник на една таква борба. Куманово беше предводник со такви прогресивни идеи за создавање на македонската држава. На територијата на Кумановско е создадена ова денешна држава и така натаму и тоа никој нема различен став по однос на ова прашање. Ви реагира Кумановчани кога Заев каже Југославија не делеше од Бугарија? Мислам дека тоа беше несреќно дадена формулација, иако идејата на мерата е сосема друга на тоа интервју. Инаку ниту претседателот Заев, ниту владата, ниту СДСМ во ниту еден момент нема поинаков став од тоа дека ние почиваме на темелите на антифашизмот. Така да, видите, историските факти се тие кои што не може никој да ги промени. Ние не треба да се враќаме назад и да живееме од историја. И како ќе ги убедиме Бугарија? Ние мораме да живееме во иднина. Како ќе ги убедите Бугарија? Ние важно е дека нашиот пат го гледаме кон Европската унија и тоа не е добро само за нас, тоа е добро за целиот овој регион. Секако сите решенија може да дојдат преку разговори. Јас очекувам дека и преку таа зголемена дипломатска активност која што е работат колегите од владата и од МНР и од секретаријатот за европски прашања, ние сите како влада и така натаму можеме, впрочем за тоа сега имаме и кредибилитет, ние покажавме дека знаеме да решиме отворени прашања, знаеме да ги чекориме напред, знаеме државата да ја внесеме во НАТО алијансата за кратко време, иако тоа е сон кој што трае од поставувањето на темелите на независна Република Македонија, практично и тогаш кога се формираше идејата, визијата и на тогашниот претседател Глигоров беше да оваа земја биде дел од НАТО и од Европската унија. Еве сега дојде моментот да сега Република Северна Македонија биде дел од НАТО алијансата. Јас сум убеден дека преку една посветена работа, со љубов за државата, со јасна визија за иднината, што е тоа што треба да го направиме, ќе успееме да бидеме дел од Европската унија, а историјата ќе решаваат историчари. Има ли други сили кои што водат хибридни моменти, да не кажам хибридни војни против
против Македонија, хибридни. Секако. Преку информации кои што не сакаат земјава да биде струи, кои што не сакаат земјава да биде дел. Една од детектирате ли во МВР? едни од најсериозните закани во светот сега се хибридните закани. Имаме ли хибридни закани? Дали во Македонија имало такви сили кои што сакаат државата да не биде дел од НАТО алијансата? Да. И внатрешни и надворешни. Дали во државата има кои се надворешните сили кои не сакаат? Па има многу надворешни сили кои што заради нивниот геостратешки интерес тоа не го посакуваат. Така да ама тоа не е важно. Важно е што сакаат граѓаните на оваа држава. Која е политиката на ова влада? И на нас не треба да ни биде важно кој посакува Република Северна Македонија да биде или да не биде дел од НАТО алијансата, да биде или да не биде дел од Европската унија. Како што ние не сметаме дека треба да се мешаме и да кажуваме што треба да прави било која држава од обкружувањето или пошироко, исто така како влада нема да дозволиме во ниту еден случај никој да се меша за тоа кои ќе бидат определбите политики на оваа држава и днината на овие граѓани. Тоа е наша одлука. Тука барем сте чисти сите и за јазик и за идентитет и за нација не преговарате. За крај тенко мнозинство 62 пратеници во собрание за буџетот, коалицијата со ДУИ претпоставам дека е во ред, како ќе натерате опозицијата која што тешко оди во оној момент конструктивен разговор? Видете, ние посакуваме да имаме навистина конструктивна опозиција и опозиција која што пред се ќе мисли за интересите на државата. Жалам што оваа опозиција не е таква. Не само што не е конструктивна, таа нема визија за иднината на оваа земја. Таа нема ставови и мислења по најважните прашања за иднината на Република Северна Македонија и наша задача сега како парламентарно мнозинство е како да ги реализираме политиките, стратегиите, целите за кои што преземавме одговорност пред граѓаните. Гледате дека покрај сите обструкции кои што се прават внатре во собранието. Една од обструкциите беше впрочем и носењето на буџетот. Гледате на крајот дека целосниот опозиционен блок излегува да не се донесе буџет во услови на ковид криза и така натаму да премине државата на временно финансирање да клекне на колена. Не го дозволивме тоа. Не го дозволивме заради тоа што да, имаме 62 претеници, тоа е стабилно мнозинство, некој ќе рече тенко мнозинство, меѓутоа мнозинство е 61. Битно е како ќе се организирате, како ќе го менаџирате парламентот, како ќе се носат одлуките. Јас навистина одавам признание на сите, и на претседателот на парламентот, на сите пратеници кои што многу посветено во овој период работеа и да се донесе буџетот, да се носат важни одлуки и така и ќе продолжиме понатаму. Јас разбирам да има опозицијата одреден став, по одредено прашање, зошто тоа не е добро и така натаму, па да има блокади во собранието за одредени законски решенија. Меѓутоа, да имате блокади само заради тоа да имате блокади, без да имате јасна политика, тоа е убиствено за државата, убиствено за граѓаните, тоа граѓаните ќе го препознаат. Затоа што мене ми е многу криво што повторно постојат два различни света. Владата, парламентарното мнозинство кои што знаат што прават, знаат каде треба да се движи државата, знаат која е иднината на оваа земја, кои се перспективите, што сакаме да направиме економски раст и просперитет, и визави тоа имате опозиција која што ни малку не е промената од времето на Груевски. Со ДУИ какви ви се релациите? Фейк ньюс, не знам, повторно и повторно исти начин на делување. Имаме одлична соработка со коалиционите партнери, затоа што, видите, најважно е во една коалиција да имате дебата и разговор за секое прашање. Решение мора да се најде, што и да е тоа. Тоа решение не сме да биде никако на штета на државата и на граѓаните, и тоа се принципи на кои што е формирана ова влада и така ќе продолжиме. И сега кругот го заокружува МВР обвинителство, кога ги споменавте фейк ньюс и оние вербални напади, дури понекогаш и сексистички, на кои што ние новинарите сме изложени, и ови што прстот го феруваме кон вас, кон МВР, вие велите кај нас и да треба МВР, па од МВР до обвинителство. Како ова може да се убрза? Јас би рекол дека ако погледнеме што ни се случуваше до 2017 и што се случува денеска во оваа област, во делот на говорот на омраза, на лажните вести и така натаму, имаме сериозен напредок и кај нас и во обвинителството. Дали е тоа доволно? Не е. И мора да се
прават одредени стратегии и промени. И генерално, ако погледнете и во Европската унија, ќе видите дека не многу се посветуваше вниманието ниту на лажните вести, ниту на говорот на омраза. Игнорирањето на било каков проблем во општеството создава двојно поголеми проблеми. Затоа нема игнорантен однос, туку треба да се зафатите со решение на овие проблеми. Јас очекувам дека ќе продолжиме заеднички кон успеси. Има реформи се прави веќе и обвинителството и судството малку дека се троми, дека се бавни и јавноста може. Видете, кога имате еден систем кој што е воспоставен во времето на режимот и во обвинителството и во судството, треба време тој систем да биде демонтиран и да се врати интегритетот. Јас ми е жал што секаде, еве институцијата со која раководам, Министерството за внатрешни работи, и обвинителство и судство, постојат неколку луѓе, мал број на луѓе, мал процент на луѓе кои што се внатри, кои што сметаат дека нивниот интерес, интересот на нивните бизнис партнери или на политички партнери е најважен бизнис и тој треба да биде алфа и омега во водењето. И меѓутоа тоа е жално заради тоа што најголемиот дел од луѓето се професионалци, на нив треба да им дадеме. И таква е мантрата кај нас. Во овој контекст може да се очекува Груевски да го вратите? Бидејќи тоа е нешто што многу ви заверуваат како можеше да ви побегне Груевски. Груевски ќе се врати и ќе одлежи казната. Сигурно? Да. Благодарам што бевте во Студио 10. Благодарам на вас на поканата. Беше ова министрот за внатрешни работи Оливер Спасовски, гостин во Студио 10.